Македонската опера и балет се закити со орденот за заслуги за Македонија, високо признание кое денеска им го врачи председателот на државата Ѓорѓе Иванов. Орденот се доделува по повод 70 години од основањето на МОП и успешното промовирање на оперската и балетската уметност во Македонија, но и во светот. На овој свечен ден, на 9 мај, како председател на Република Македонија, имам чест на Македонската опера и балет да и доделам орден за заслуги за Македонија. Овој орден е признание за успешното промовирање на македонското и на светското творештво од областа на оперската и на балетската уметност. Овој орден е признание за улогата што македонската опера и балет ја има во победата на креативноста над деструктивноста и музиката над тишината. Од скромните почетоци во далечната 1947 година, денес имаме комплетна оперско-балетска куќа со завидни уметнички достигнувања, истакна првиот човек на македонската опера и балет по добивањето на високото признание. Со оглед на историските услови во кои живеел македонскиот народ, 70 години македонска опера е огромна бројка, имајќи го во предвид развојот на институцијата, односно за само 70 години нашата куќа успеа да постигне завидни уметнички резултати во афирмација на оперската уметност. При тоа, во услови без традиција, благодарение на огромниот ентузијазам и пожртвуваност на неколку чинители, пред се на основоположниците на македонската опера. Традиционално, на 9 мај започнуваат и 45-тите мајски оперски вечери, една од најзначајните културни фестивали во земјава, кој оваа година ќе биде отворен со премиера на Травијата од Верди. На програмата годинава се 5 оперски и 3 балетски представи, 2 солистички рецитали и 2 изведби на мюзиклот Тајно моја, а покрај македонските изведувачи ќе настапат и гости од повеќе земји. Македонската опера и балет е основана во 1947 година во рамките на тогашниот Македонски народен театар, кој се до 2004 година имаше 3 ансамбли – драма, опера и балет. Во 2004 година, со акт на владата на Република Македонија, озваничена е како самостојна национална установа со седиште во Скопје.